Денеска православната црква ги празнува преподобниот Давид, празник на иконата Тахвинска и празник на иконата Одигитрија. Преподобниот Давид, родум од Солун, прво се подвизувал близо до Солуна во една колиба направена од бадемово дрво. Подоцна го продолжил својот подвиг во Тесалија. Толку се исчистил со пост, молитва и бдење, што се удостоил да прими голема благодат од Бога. Еднаш зел жар во раката, ставил темјан и го покадил царот без никаква повреда на раката. Видувајќи го тоа, царот му се поклонил доземи. Со многубројни чуда им помагал на луѓето. Мирно се упокоил и се преселил во блажената вечност во 540 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, Празник на иконата Тихвинска.
Оваа икона на Света Богородица најпрво била во Цариград, но на 70 години пред падот на Цариград во 1383 таа ненадејно се појавила во воздухот близу до градот Тахвин во северна Русија. Каде што се спуштила на земјата, била построена црква и манастир. А според градот Тихвин е наречена Тихвинска. Безбројни чуда се случиле од оваа чудотворна икона. Особено многу болни од неа добиле исцеление. Празник на иконата од Игитрија. Оваа икона на дрво ја изработил самиот евангелист Лука. Иконата ја видела и самата Пресвета Богородица и ја благословила. Таа икона светиот Лука му ја подарил на државникот Теофил, за кого ги пишувал делата на светите апостоли. Од Антиохија иконата подоцна е пренесена во Ерусалим, а од Ерусалим ја зела царицата Евдокија и ја испратила во Цариград на дар на царевата ќерка, на побожната Пулхерија. Пулхерија ја положила во Влахернската црква, во својата собствена задолжнина. Еднаш Пресвета Богородица им се јавила на двајца слепи и ги довела во црквата во Влахерна, пред својата икона, и тука на двајцата им го повратила видот. Поради тоа, таа икона ја нарекле од Игитрија, патеводителка. Кога војските на персискиот цар Хозрој и скитскиот Каган нападнале на Цариград, патриархот Сергиј ја изнесол оваа икона на градските бедеми и ја носел по бедемот. И Пресвета Богородица тогаш ги спасила христијаните од нехристијаните. Непријателските војски се збуниле. Морето се разбранило, лагите потонале. Непријателите кои останале живи се дале во бегство. Од тогаш е востановен споменот на ова чудо од Пресвета Богородица во саботата на петтата недела од честниот пост со читање на акатистот. Во времето на иконоборството оваа икона била пренесена во манастирот Пантократор и таму задзидана во зид и било поставено кандило пред неа да гори. Како што била задзидана, така била и најдена. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци.
Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.